Игор Котевски, новиот тренер на ракометниот клуб Радовиш, кој своето дебе на клубот на Радовиш ќе го има против шампионот Еврофран Пелистер, а овој меч наместо во Радовиш ќе се игра во Битола. По стручен штаб основа досегашните тренери Спасе Георгиев и Александар Долдуров. Анета Павловска, македонската тениска судијка, постигна историски успех минатата недела во Париз, Франција, каде што се стекна со бронзена значка. Овој значаен момент ја поставува на елитно ниво на светски судии, овозможувајќи да суди на најголемите Grand Slam турнири, како и на сите други ATP ВТА турнири низ светот. Викендот започнува пролетниот дел од првата женска фудбалска лига со надпреварата од 15-тото коло и стартов на домашен терен ќе игра против лидерот Тиверија Брера, топ гол против шампионот Љуботен, Речица на соочување со Струшки Ас Юнајтед, Каменица Саса против Битолски Атлетико, а слободно ќе биде екипата на Скопје. ФФМ им додели опрема на учениците од фудбалската академија во Струмица како претставник на фудбалската федерација на Македонија. Опремата им ја достави претседателот на ОФС Струмица Илија Илиев. Фудбалски клуб Тикфеш собра голем број на награди на изборот за најдобри спортисти во кавадарци. Ѓорги Мојсов е најдобар тренер, Даниел Тасев најдобар сениор, Радар Речиновски надежен фудбалер, Давор Дишлиевски спортски работник. Гледавте една минута спортски вести на спортска мрежа.